11% од црношколците и студентите кои биле анкетирани користат дрога, покажа анкетата на студентите од правниот факултет. Најчесто ја користат момчињата наместо девојчињата, а во делот на статусот сиромашните богатите се предаваат на овој порок. Најчесто злоупотребувана дрога е марихуаната, но исто така имаме и проценти на злоупотребување на лековите за смирување и исто така испитаниците одговориле при ова истражување дека најчесто опојните дроги се злоупотребуваат на музичките фестивали, во ноќните клубови и на изолирани периферни места. Истражувањето покажува дека 40% од младите знаат за штетноста од користењето на дрогите, но забележуваат дека до неа и лесно се доаѓа. Во нашето истражување заклучивме дека поголем број од студентите имаат пристап до опојните дроги, повеќе за разлика од средношколците. Студентите и средношколците се информираат за штетното дејство на опојните дроги преку разни презентации и обуки, преку медиуми, интернет и преку комуникација со родителите и со семејството, а најмалку информации добиваат од своите матични лекари. Универзитетскиот професор Страшко Стојановски забележува дека направили споредба со истражувањето од 2015 година, при што анализите покажуваат дека новите резултати се загрижувачки и треба да бидат алармантни за институциите. Имаме пораст на злоупотребата на опојни дроги, особено кај категоријата студенти. И друг индикатор, сериозен индикатор е тоа што, например, во делот на злоупотребата на опојни дроги, оние кои што се со посилно психотропно дејство се повеќе се злоупотребуваат, од некаде околу 2% пред 3 години, сега нараснуваат дури на 12% од оние што веќе злоупотребуваат опојни дроги. 1/3 од испитаниците одговориле дека во нивното најблиско обкружување има лица кои се корисници на дрога, а 60% пак одговориле дека имаат подалечни познаници кои користат дрога. Резултатите од истражувањето се достапни за сите институции, а при анкетирањето се офатени околу 400 средношколци и студенти од целиот источен регион.